Среќен роден ден. Книга за секое дете. Драги деца, оваа книга со раскази е за вас. Книгата содржи разновидни забавни факти за родендените, прекрасни илустрации што се верен придружник на секој расказ. Во неа ќе прочитате за планирањето на родендените на 12 другарчиња, што се вклучени во организацијата и во реализацијата на своите родендени. На тој начин ќе научите и самите да планирате и ќе се вклучите во организирањето на сопствените прослави и прекрасните интересни забави, стекнувајќи самодоверба. Секој од ликовите во расказите сака да се дружи со своите другарчиња, што учествуваат во неверојатните заеднички доживувања. Така и вие ќе го развивате другарството и се повеќе ќе сакате да се дружите со врсниците. И секако ќе дознаете како некои деца во различен месец во годината ги прославуваат своите родендени. А тие речиси секогаш зависат од временските промени што се опишани. На тој начин и вие ќе ги следите месеците во годината и прогнозата за времето во секое годишно време или месец. Некои деца во расказите се другарчиња, некои сестри или браќа, но сите се заедно. Како да го направат роденденот среќен? Во некои од расказите ќе ја спознаете воспитната порака за семејството и семејните вредности, бонтонот, екологијата и здравата храна. Во оваа книга ќе се сретнете со најпопуларните тематски родендени. Детето славеник си одбира тема и според таа тема е главен организатор на забавата. Можеби и вие тука ќе најдете и ќе изберете идеја за вашиот тематски роден ден. Во книгата ќе откриете нешто за игрите на децата за време на роденденските прослави, нивните желби, различните подароци, декорации на просторот во различно годишно време и на различни места. Уникатните доживувања на децата во текот на роденденските прослави имаат за цел пред се да ве расположат, понекогаш да ве насмеат и да ве одведат на многу роденденски патувања. Во книгава родендените се слават во текот на целата година, за секој месец по еден роден ден, низ раскази со слики, како низ приказни. Роденденот секогаш е посебен ден за секој, особено за вас, децата. Родендените се емотивни настани. Подготовките, очекувањата, забавата и подароците ве исполнуваат со возбуда, а вие, децата, сакате да биде забавата најдобра. Во оваа книга ќе се сретнете со нови непознати зборови, термини или изрази, кои што ќе посакате да ги научите и со нив ќе го збогатите вашиот речник. Сакам да ви раскажувам за роденденските забави, затоа што знам дека вие сте најдобрите читатели и овие раскази ќе ги препрочитувате и ќе ги прераскажувате повеќе пати. Така ќе развивате љубовта кон пишаниот збор и љубовта кон книгите. Што е роден ден? Секој си има свој роден ден. Зборот роден ден го означува денот кога некој се родил, денот кога дошол на овој свет, денот што секоја година го слави. На тој ден секој славеник сака да направи роденденска прослава, со многу забава и со многу гости. Затоа му помагаат и најблиските. Тие понекогаш знаат да му направат изненадување на оној чиј што роден ден се слави. Подготовките за родендените може да траат неколку денови. Со нетрпение и многу возбуда, роденденот секој си го чека. Децата најмногу се радуваат на денот кога треба да го прослават својот роден ден. Некои деца сакаат да им праќаат покани на своите другарчиња. Други пак сакаат роденденски декорации и украсување на просторот каде што ќе се слави роденденот. Во пролет и во лето, кога е времето топло, децата уживаат да слават роден ден на отворено во природа, под ведро небо, во некој двор, во парк или во детско катче.
Но ако временските прилики не дозволуваат, како на пример во есен и зима, нивните желби за прослава на отворен простор може да останат само замислени приказни. Токму затоа зимските родендени најчесто се слават дома или во игротеки. Повеќето од децата го прославуваат својот роден ден со другарчињата во градинка или во училиште. Таму заедно со учителките и децата приредуваат изненадувања за славеникот со многу игри и забава. Некои деца посетуваат курсеви по странски јазици, спортски клубови, едукативни центри и други организирани активности каде што ги прославуваат своите родендени. На родендените на нашите другарчиња, кои се главни јунаци во книгата Среќа на роден ден, редовно се пее роденденската песна. На тој ден се прави роденденска торта. На неа се редат онолку свеќички колку што славеникот има години. Во моментот кога се дуваат свеќичките, се вели: тој што дува треба да си замисли желба и желбата ќе му се исполни. За роденденот да биде поинтересен, се организираат многу игри за деца, квизови и надпревари. Се предвидува и многу музика, дружење и се разбира, славеникот добива многу честитки и подароци од гостите. Дури и животните, птиците и рибите имаат свој роден ден, но тие не знаат кога им е родениот ден. Знаете ли дека понекогаш во шумата се прават шумски прослави за нечiji роден ден? Сигурно сте прочитале во некоја сликовница за шумските родендени, но за тоа друг пат. Јануари. Снежен роден ден. Едно неделно зимско утро Васил се разбуди. Го тргна со двете раце јорганчето од своето тело и возбудено погледна низ прозорецот. Надвор паѓаше снег. Како е тоа можно? Каков роден ден јас утре ќе славам на снегов? Се запраша тој гласно. Не грижи се ти за тоа. Ќе биде уште поубаво. Зимски роден ден. Внатре, па надвор со многу снеголки и игри на снегот. Звонеше гласот на сестра му Маја, која беше 3 години постара од него и одеше во второ оделение. Васил беше црномуресто момче со крупни очи, а косата му беше толку густа што не можеше да му легне на главата. Таа постојано му штрчеше нагоре или фаќаше правец те лево те десно, како на еже. Васил одеше во градинка. Својот 5-ти роден ден тој го очекуваше со многу возбуда. Кроеше планови веќе неколку дена. Имаше подготвено покани за своите другарчиња во градинката. Истите ги подели неколку дена порано. Штом денот си замина и штом небото поцрне, ноќта застана на прозорците, а Васил заспа, сонувајќи за утришната роденденска прослава. Утредента рано наутро, во градинката насмејани го пречекаа другарчињата и неговата воспитувачка Дамјана. На зидот на занималната имаше залепено еден голем постер на кој пишуваше: Среќен роден ден Васил. Под постерот беа споени 3 масички, а околу нив наредени столчињата во различни бои. На средната масичка во црвена боја имаше голем послужавник со многу исечкани парчиња овошје: јаболка, банани, портокали, мандарини, суви сливи, суво грозје и рендана чоколада. Децата имаа задача да ја направат заедно со Васил неговата роденденска торта. Веднаш се фатија за работа. Откако ги наредија парчињата овошје, тортата ја украсија со рендана чоколада. Ги наредија 5 шарени свекички, а воспитувачката го зеде кибритот и ги запали. Сите почнаа да ракоплескаат и да ја пеат роденденската песна. Срценцето на Васил толку многу брзо чукаше, чинишке му излезе од градите. Образите му беа црвени, како црвен домат. Косата
му се наежи уште повеќе. Дувај! Ајде, затвори ги очите. Помисли желба. Довикуваат другарчињата, еден одваму, еден оттаму. Васил ги затвори очите. Долгите црни трепки легнаа на подошниците и желбата беше родена. Сакам да научам да читам, си помисли тој. Силно дувна и 5 свекички се изгаснаа. Громогласен наплау се расшири низ целата занимална. Другарчињата му приоѓаа и му го честитаа роденденот на Васил. Секој му даруваше своја честитка. Ви благодарам многу на сите. Со срамежлив тон во гласот им се обрати Васил на другарчињата и на воспитувачките. Ајде најпрво да ја вкусиме и да ја изедеме тортата, а потоа забавата ќе продолжи, рече воспитувачката Дамјана. Џагорот во занималната не стивнуваше. Кога се изеде се што беше на масата, воспитувачката во чест на роденденот на Васил ја засвири мелодијата "Среќен роденден" на клавирот. Сите почнаа да пеат. По еден час сите заедно излегоа во дворот. Белината од снегот ги осветлуваше нивните очи, а низ ведрото небо дзиркаше сончко и ги штипеше нивните детски носења. "Ке правиме снешко?" праша воспитувачката. "Да!" извикаа сите во еден глас. Од снегот се формираше голема бела топка, носена од рачињата на децата. Студот се провираше низ ракавичките кон нивните мали прстиња. Снешко беше брзо направен. Му ставија син шал и роденденска капа на главата, за да биде и тој гостин на роденденската забава. Кога дојде време да си одат дома, сите деца беа воодушевени од забавата за роденденот на Васил. А Васил, тој целиот полн со радост и со многу среќа, си замина дома и продолжи да прославува со потесното и поширокото семејство. Забавата се уште трае. Февруари. Прославата може да почне. Уште кога почна месецот февруари, Елена се поинтензивно мислеше како да го прослави својот 8-ми роденден. Ги броеше деновите секој ден, пречкртувајќи по една бројка на календарот, што висеше над зидот зад вратата од детската соба. Кога се врати од училиште, го остави ранецот во собата, се пресоблече, се изми и седна да размислува. Оваа година сакаше да се подготви подобро од лани. Но најпрво да ги направи поканите. Штом таткој се појави на вратата, таа веднаш потрча кон него, со сјај во сините очи. Образите беа малку зацрвенети, а на лицето уште од сега и се читаше радоста што доаѓа. Долгата руса коса и беше разлетена и распослана по рамениците и грбот. "Тато, може ли да направиме роденденски покани за гостите на твојот компјутер?" праша Елена и продолжи. "Сакам мојот роден ден да наликува на приказната принцезата на зрно грашок." "Како не може? Ајде веднаш да ја завршиме таа работа," рече таткој. "Поканите сакам да бидат шарени, да има на нив нацртана торта, на која ќе има украсна свекичка со голем број 8, рече Елена. Заедно пребаруваа на интернет слики од шарени балони и роденденски торти. Потоа Елена седна пред компјутерот, а нејзините прстиња се распослаа по тастатурата и за миг ја напишаа поканата. Покана. Ве поканувам на мојата роденденска забава во сабота на 16 февруари во 18 часот во игратиката Детски свет. Елена. Утредента, рано пред да замине на училиште, Елена изброи и одвои 30 покани за другарчињата од одделението и една за наставничката Кети.
ги подели на сите, а другарчињата и се заблагодарија. Тие го потврдија своето присуство. До роденденот има уште 3 дена. За тоа време требаше да се смислат многу работи. Каква декорација ќе има во игротеката, што ќе облече, каква торта ќе направат со бабаи, каква музика ќе има, кои игри ќе се играат и уште многу други подготовки. Покрај другото се разбира и набавка на перничиња и зрна грашок. Затоа сите почнаа да ја помагаат. А помагаше и Маја, сестрата на Васил, нејзината другарка, со која оваа година во второ одделение седеа во иста клупа. Маја заедно со Кирил, другарче од истото одделение, ја снимија најдобрата музика и задзвонија на телефонот на Елена. Музиката е подготвена. Ќе имаме прекрасна забава. На секоја пауза ќе ја играме играта на буква и ќе погодуваме како се вика песната што сме ја пуштале. Се слушаше звонливиот глас на Марта. Ох, ви благодарам, многу ми помогнавте, рече Елена. Ја развлече устата во широка насмевка и со задоволство ја исправи главата. Попладнето со мајка си отидоа да купат облека. Од продавница во продавница. На крај одбра нешто што би било најсоодветно за роденденската прослава на Елена. Фустанот изгледаше како за намаскен бал, а беше интересен како за принцеза. Играта што ја подготуваа со Маја, драматизацијата на приказната Принцезата на зрно грашок, за која подготвија многу меки перничиња, ќе се запамети за секогаш, но и ќе се раскажува како интересен впечаток од роденденот. Планираа сите девојчиња кои ќе бидат присутни на прославата, да ги седнат на перничињата и под секоја перничка да стават по едно зрно грашок. Елена да биде принцезата, а момчињата да проверуваат кој од девојчињата ќе го почувствува зрното под перничката. Дента спроти роденденот, Елена отиде кај баба и Бранка. Заедно да ја подготуваат роденденската торта со бисквити. Таа се правеше од бисквити, путер, чоколада и ореви. Ако прашате зошто? Затоа што со тие состојки се создаваше тесто што може да се обликува како сакаш. А баба и беше виртуоз за такви торти. И така, од тоа сладко тесто обликува една прекрасна принцеза на меко перниче, а под перничето зрното грашок. Чиниш, подготовките за роденденот на Елена беа дури и позабавни од роденденската прослава. Кога се беше подготвено, пред влезот на игротеката имаше еден постер украсен со многу шарени балони, на кој пишуваше "Среќен роденден Елена". На влезот имаше река од деца со подароци и честитки во рачињата, а некои од нив беа дојдени со нивните родители. Тука беше и наставничката Кети. Прославата може да почне. Март. Грдото пајче на роденденот на Маја. Името ѝ беше Маја, девојчето од второ одделение, блиската другарка на Елена и сестра на Васил. Таа беше многу креативно и бистро дете. Нејзиниот 8ми роденден го чекаше како да доаѓаше ранопролетна бура на идеи и фантастични настани. Маја беше мирно девојче, со црни крупни очи, густа коса до рамењата, што понекогаш со ластиче беше врзана во кратко опавче. Нејзиниот роденден се совпаѓаше со празникот на жената, 8 март. Но, за да не се засени нејзината роденденска прослава, Маја секоја година смислуваше неверојатни изненадувања за својот роденден. Надвор што туку се наближуваше пролетта, но дождливото време знаеше понекогаш да изненади. Затоа можеби желбата на Маја беше времето да биде убаво и својот роден ден да го прослави во дворот со многу декоративно уредени катчиња. За жал, оваа година баба Марта си го покажа своето лице и неколку дена
свиреше студен ветер, нишајќи ги првите мартовски цвеќиња во дворот. Дождот не престана да паѓа. Затоа Маја и оваа година се откажа од прославата во двор и веќе знаеше каде да го слави својот роден ден. Таа смисли уникатно сценарио во 3 дела. Најпрво реши своите другарчиња да ги однесе во театарот за деца. Заедно да ја гледаат представата Грдото пајче. Книгата со ист наслов од писателот Ханс Кристијан Андерсен. Оваа година им беше како задолжителна лектира. Потоа ги одведе во најблиската игротека, која исто така се викаше Грдото пајче. Со мајка и се договори да нарача торта со ликот на Грдото пајче, а со другарка Јелена се договори да направат ливчиње во вид на квиз надпревар за сите деца. Денот, иако дождлив, беше многу свечен. Најпрво ги предаде претходно направените осмомартовски честитки со својата вешта рака, со желба на сите жени да им го честита меѓународниот ден на жената 8 март, на мајка и, на баба и, на наставничката. Како што поминуваше денот и како што стивнуваше попладневниот дожд, возбудата кај Маја растеше. Во театарот се собраа децата. Седна и со внимание следеа како од јајцата на пајката на една ливада, покрај водата што сјаеше како звезда на небото, покрај преубавите жолти пајчиња, се испили едно пајче што беше различно од другите. Беше сиво и никој не го сакаше, па го завикаа Грдото пајче. Сите го клука, а тоа постојано некаде бегаше. Низ ветер, студ, во пролет и во зима, Грдото пајче поминуваше километри со својата мисла дека е грдо. Но имаше предобро срце, а беше осамено. Така растеше и им се восхитуваше на прекрасните лебеди, што летаа над езерото кон облаците, се додека не ги расшири своите бели крилја и им се придружи. Полета високо над езерото, огледувајќи се во водата. Грдото пајче се претвори во бел лебед. Топлото срце секое грдо пајче ќе го претвори во лебед. Принцот меѓу птиците, прошепоте Маја, обраќајќи се кон другарка Јелена кога заврши представата. Потоа сите деца со подароците врака се упатија во блиската игротека и додека сите се вртеа околу роденденската торта, Маја им соопшти: "Повелете, другарчиња, сега сите ќе добиете по едно ливче. Секој нека си земе ножички од масичката. Исечете ги сликите по рабовите и подредете ги според редоследот на настаните во приказната Грдото пајче, да видиме што запомнивме. Кој ќе реши задачата, добива парче торта." Музиката се разлеа низ просторот како симфонија на лебедите, додека децата ја решаваа задачата. На крај, сите добија од роденденската торта и со прегратки и песна и го честитаа роденденот на Маја. Април. Роденденска виолина. Иако не беше време за утринско спиење, на Виктор не му се отвараа очите. Преморен од подготовките за својот 7-ми роден ден. Вчерашниот ден го помина во украсување на дворот, заедно со родителите и неговите братучеди. Тој се договори со учителката Тереза на неговиот роден ден да дојдат сите деца од музичкото училиште, во кое тој одеше 2 пати во неделата во попладневните часови. "Разбуди се, синко. Ајде, време е да станеш. Дали знаеш што е денес?" довикуваше татко му. Виктор ги истегна долгите нозе до крајот од креветот, ги проотри очите, во кои ги прими силниот зрак на сонцето што најавуваше нов ден и скокна од креветот. "Добро утро на сите!" довикна од бањата Виктор. "Денес полнам 7 години. Мојот најомилен ден во годината."
Изгледаше како јазикот да не му беше одлепан од устата, пивајќи го утринскиот воздух, додека сите го чекаа да дојде во дневната соба. Ајде, изми се и дојди на појадок, рече со весел глас татко му. Додека ја исправаше косата со чешлање, а која што сама од себе му се виткаше во кадрици. Уште во пижами, кои се маткаа низ неговите тенки нозе и раце, така слабичок, ама висок. Виктор се упати на кај дневната соба. На масата имаше голема футрола како куферче за виолина. Татко му ја отвори. Одвнатре блесна кафениот лак на виолината. Среќен роден ден! Во еден глас извикаа сите. На среќата и немаше крај. Таа година Виктор се запиша во детското музичко училиште и почнуваше да учи свирење виолина. Неговата учителка Тереза постојано им кажуваше на сите дека тој има талент за виолина. Ви благодарам многу! Силно изговараше, гушкајќи ги сите поред. Ја зеде виолината, ја потпре на рамениците и застана пред огледалото, со гудалото во рака. Ова е најубавиот прв роденденски подарок. Ви благодарам! Постојано се заблагодаруваше тој. Денот што току почна. Го чекаше мигот кога ќе се соберат неговите другарчиња од прво оделение. Музиката го исполнуваше големиот двор околу куќата, во која живееше Виктор со своето пошироко семејство. На масите имаше разнобојни чашки со сокови во портокалова боја. Од сокот излегуваат цевчиња на кои беа закачени разнобојни чадорчиња. На средината на еден стаклен тркалезен послужавник, подкачен како на подпетица, стоеше гордо роденденската торта. На неја имаше нацртано многу ноти и виолински клучеви, а врз неа 7 наредени шарени свеќички. Од едниот до другиот крај на оградата имаше конец на кој висеа шарени роденденски честитки со сликички од разни музички инструменти и личеа на весели знаменца. Балоните беа врзани за гранките на дрвјата. Се беше украсано како во бајка и личеше на едно волшебно музичко царство. Другарчињата доаѓаа во групи. Ги носеа инструментите со себе. Тропалки, тапанчиња со стапчиња, блокфлейта, глокеншпил, блокчиња, прапорци, каскањети, триангл, дајре и други. Дојди наставничката Тереза со својата виолина, а пристигнаа и другарчињата од одделението заедно со наставничката Александра. Сите го прегрнаа, честитајќи му го роденденот, а тој не престана да се заблагодарува. Устата го заболе, повторувајќи го зборот «Благодарам». Седнаа на столчињата и почнаа да се служат од сендвичите украсени со црвени доматчиња. Ајде сега почнуваме, повика со насмевка на лицето наставничката Тереза. Набргу групата од деца со инструментите се наредија во дворот. Седнаа на малите столчиња и ја засвиреа Одата на радоста, следејќи ја наставничката Тереза, која почна да свири на нејзината виолина. Свиреа и тропаа на тропалките и на прапорците, сите заедно како во едно весело и шарено гнездо, направено од пролетни цвеќиња. Додека се слушаше музиката, сонцето патуваше зад облаците, а денот полека се заминуваше. Испраќајќи ги гостите, Виктор на сите деца што беа присутни на забавата, им ги подари стиховите на Одата на радоста, отпечатени на листови хартија. Мај. Роден ден под ведро небо. Двете сестрички близначки, Мартина и Дора, беа родени во мај, кога булките расцветени беа распослани крај патот на ливадите. Пеперутките летаа на сите страни, а пчелите пеа зу-зу-зу. Иако близначки, што значи дека се родени во еден ден, тие беа различни по изглед.
мајка им велеше дека се двојајчани. Полнеа 11 години. Едно има заедничко. Двете беа високи и тенки. Беа многу жилави и пргави. Вистински немирки. И двете знаеа убаво да пеат. Мартина имаше бел тен, но долга црна коса. Вегите беа како нацртани на белото лице. На образот постојано истоеше едно дупче што доаѓаше до израз кога ќе се насмевнеше. Дора пак имаше потемен бронзен тен. Косата й беше костенлива, густа и долга, а очите и двете како да имаа исти очи. Љубопитни, весели, сјајни. Нивната желба беше мајска асоцијација на доцната пролет и раното лето. Посакаа роденденот да биде како излет и да биде роденден за сите возрасти. Сакам оваа година да имаме поразличен роденден и да направиме прослава надвор, на отворено. Предложи со прашален поглед Мартина. Знаеш што размислувам? Почна да раскажува Дора. Ќе направиме еден поинаков роденден без некои правила. Да нема миење садови, да нема страв да не се скрши нешто дома, некоја вазна, например. Да не се истори некој сок по мебелот, да се налутат соседите од бучната музика. Се додека не падне мрак и додека не дојдат комарците. Еј, ми текна! На ливадата во викендичката на дедо има место за играње, за сите. Може да летаме змеи, може да направиме и кампување, може да смислиме и нешто весело, додаваше Мартина. Може и караоке забава на големата тераса, се радуваше Дора. Така почнаа нивните планирања, а најважната задача за нив беше да ја проучат временската прогноза, за да проверат што велат од метеоролошката станица, за да дознаат дали ќе имаат сончев викенд. Воспротивно, треба да направат друг план, да најдат столчиња за поднастрешницата на терасата или шатори за да се засолнат доколку заврне дожд. Местото за излет беше најдено, полно со слободен простор, во зеленило за трчање, оддалечено од прометните сообраќајници и никому да не му пречи вревата и џагорот на децата. Во викендичката на дедо им и баба им, оддалечена само неколку километри од градот, ги поканија другарчињата и нивните родители, кои ќе дојдат со автомобили и ќе има весела забава за сите. На денот на роденденот, сите рано станаа. Иако беше сабота, натоварени со секакви реквизити, потребни за прослава, близначките не заборавија да понесат и кутија за прва помош, да се најде во случај некој да не падне и да го изгребе коленото или лактот. Понесоа мафини, ставени во големи хартиени корпи, украсени со ноти. Кога стигнаа дотаму, што да видат? Веќе беше украсен целиот двор, а големата тераса, што беше издадена напред, беше направена како бина. Од една страна имаше црвена завеса, а балоните во различни бои беа наредени лево и десно. Крај завесата имаше ставено столна ламба, а под неа диркаа многу жици поврзани со продолжен кабел за струја. Напред имаше ставено микрофон, иако не беше вистински, ама се најде од визбата на викендичката. Но затоа пак имаше музички систем и два звучника, што татко им ги донесе и ги намести предходниот ден. Леле, караоке забавата може да почне веднаш, извика Мартина. Ќе ги имитираме сите популарни пеачи, викна Дора, вадејќи ги балоните, големите цртежи со микрофони и ноти што ги закачи на зидот и продолжи. Ни треба доста време за да се маскираме. Секој во својот омилен пеач, секој во својата омилена музичка звезда, рече таа
и почна да ги внесува внатре торбите со шминка за лице, перики и маски. Сонцето полека се зацкриваше. По пладнето, топло ветерче ги вееше долгите кадрави коси на близначките, а возбудата беше посилна од се. Времето беше многу топло. Зелената трева ги мамеше и ги довикуваше да играат, да се радуваат заедно со пеперутките. Роденденската забава почна. Среќен роден ден, Мартина, Дора. На роденденот дојдоа другарчињата кои славеа роден ден во зима. Се воодушевија од забавата под ведро небо, а скоро сите учествуваа на караоке представата. Место имаше за сите и двете роденденски торти беа доволни. По завршувањето на роденденската забава, Мартина и Дора го селектираа отпадот во различни кеси. Во големата најлонска кеса ги собраа сите пластични чаши и чинии, па лажичињата. Леле, колку хартија за забиткување подароци се собра. Што ќе правиме сега со овој рит на хартија? Мрмореше Мартина. Се знае. Право во големата канта за рециклирање. Насмеано и рече Дора и праша. Каде и како ќе се распаднат пукнатите балони? Сите се погледнаа меѓу себе, а мајка им одговори. Ех, деца, и за тоа ќе научите. Ова беше роденденска, а не екозабава. Во еден глас извикаа близначките. Сите гласно и долго се смееа. Јуни. Златната рибка на Калина. Калина беше прекрасно девојче, со мила душа, која многу сакаше домашни меленичиња. Цела година јавно ја кажуваше својата желба да добие на подарок едно мало кученце за нејзиниот роден ден. Но како што се наближуваше роденденот, никој не се пријави да ја купи куче, домашно мелениче. Сакам да ми купите кученце, постојано им повторуваше на родителите, на баба и на дедовците. Еден ден, додека ручеше баба и, ја запраша. Калина, зошто толку сакаш куче? Знаеш ли дека тоа е голема уврска за сите нас? Ќе те прашам нешто. Кој ќе го храни и кој ќе го дружи цел ден додека мама и тато се на работа? Дада во училиште, а ти во градинка, а од септември ќе појдеш во прво оделение. Само сакам мало кученце, затоа што учителката не прашува да раскажуваме за своето милениче, а јас не знам што да раскажам. За разлика од Сара, која има кученце, јас немам милениче, инсистираше Калина. А да размислиме за друго милениче што не бера толкава грижа, например? Папагалче во кафес, предложи баба и. Не сакам. Куче сакам. И точка, се лутеше Калина. Спроти роденденот на Калина, нејзината мајка се појави со еден аквариум во кој имаше една прекрасна златна рибка. Ја подаде големата стаклена тегла во рачињата на Калина и рече: Повели Калина, ова е твојот подарок од мама и тато за твојот 6-ти роден ден. Калина гледаше со сомнеж во очите кон златната рибка и за прв момент не знаеше што да каже. Ќе й дадеш име, ќе й ставиш храна во водата. Живеалиштето ќе го украсуваш по желба со црвени и зелени тревки. Таа многу ќе те сака, а и ти неа, ќе ти ги исполнува желбите, објаснуваше нејзината мајка. На лицето на Калина се развлече насмевка и ја гушна мајка си. Имаше слушнато од бајките и приказните за златната рибка што исполнуваше желби, па помисли дека и оваа рибка ќе ги исполни незините роденденски желби. Ти благодарам многу, мамичке. И на тато исто така. И на дада. Вие сте ми најмили, бидејќи ми подаривте многу прекрасен подарок. Рибката ќе ја викаме Златка, затоа што е целата златна и има толку нежни перки, раскажуваше возбудено Калина.
Така Калина почна да се дружи со рибката и ја засака толку многу што заборави на жилбата за роден ден да добие куче. Рибката ја изгледаше најубавото нешто што го добила за роден ден и ќе има што да им раскажува на своите другарчиња и на воспитувачката. Како што наближуваше роденденската прослава, таа посака да има роденденска торта во форма на риба, да има и колачиња во форма на рибка, па дури и поканите сакаше да ја бидат како рибчиња направени од хартија. Бидејќи беше јуни, дома стануваше многу топло. Најубаво беше во паркот под сенките на големите крошни, да се почувствува свежиот воздух кој доаѓаше од зелените листови. Сакам мојата роденденска забава да биде во паркот. Калина ја шепна на рибката својата прва желба. Таа беше изненадена кога вечерта нејзината мајка и соопшти дека близу до паркот отворила нова игротека со голем двор. Таму на зелената трева во недела може да ги собереме другарчињата на прослава, а во понеделник да организираат прослава во градинката. Желбата ми ја исполни мојата златна рибка. Радосно си помисли во себе Калина и праша: на роденденската прослава ќе понесеме и нашата златка, нели мамо? Може, секако, дека ќе ја понесеме со нас, одговори мајка ѝ. Денот беше прекрасен, јунски и многу топол. Летниот фустан на Калина беше целиот украсен со златни крлушки, како наострените крлушки на рибката Златка. Насекаде имаше балони, па дури и ги имаше во форма на рибки. Децата беа весели, а и Златка се веселеше на музиката и игрите на децата. Мојата рибка исполнува желби, и шепна Калина на нејзината другарка Сара и додаде: но не на другите, туку само за мене, затоа што е моја. Ајде, да видам дали е вистина. Кажи некоја твоја желба, рече Сара. Калина се замисли и прошепоте: драга Златка, сакам чоколадна торта во форма на риба со 6 шарени свеќички. Во тој момент се појави еден чичко што возеше количка на кај децата. На неа имаше една голема торта која личеше на рибката Златка, со очи направени од чоколадни топчиња. Врз неа гордо и исправено стоеа 6 шарени свеќички, обвиткани со свилен конец. Сите се собраа околу неа. Сега следуваше помислување нова желба, па дување на свеќичките, па пеење роденденска песна. Калина се чувствуваше прекрасно. Ги затвори очите и си помисли: мојата златна рибка да ми донесе многу радост и среќа до следната година. Дувна силно и една по една се изгаснаа шарените свеќички. Беше многу весело. Златка се вртеше во водата како да танцуваше низ неа. И таа беше весела на роденденот на Калина. Јули. Подарок: новородено братче. Јулија беше девојче што постојано дома беше осамено. Се дружеше со играчките и честопати си играше со кукли, ги хранеше, ги бањаше, ги повиваше и едноставно сакаше да игра улогата на мајка. Заедно со мајка и таткој живееа во еднособен стан. И покрај незината голема желба да има братче или сестриче со кое ќе си игра, и покрај желбата на незините родители, заради условите во кои живееа, немаше можност да се прошири нивното семејство со уште едно бебе. Кога и да ја праша што сака да добие како роденденски подарок, таа секогаш одговараше: сакам бебе, братче или сестриче. Така беше и оваа нова година. Децата во градинката ги испраќаа желбите со писмо до Дедо Мраз во црвеното поштенско сандаче во занималната. Секое писмо внатре имаше лист со желба. Јулија со нетрпение чекаше да добие бел лист хартија, да ја нацрта својата новогодишна и роденденска желба. Воспитувачката им подели на сите по еден бел лист хартија, пошто на средина беше празен, а горе во аголот имаше цртаж со Дедо Мраз на кочија.
Во долниот тагол од едната страна имаше нацртано шарени балони, а од другата имаше линија за подпис. Сите деца цртаа играчки разни, подароци од секаков вид, а Јулија нацрта бебе. Нејзината новогодишна желба му ја испрати на Дедо Мраз. Од тогаш, секоја вечер, пред да заспие, чекаше. Гледајќи во звезденото небо, низ прозорецот од собата, додека во прегратките ја држеше нејзината кукла бебе. Годината си помина брзо и дојде месецот јули. Се наближуваше нејзиниот 4ти роден ден. Надвор беше претопло. Претопло беше и во еднособното станче во кој живеа Јулија и нејзините родители. Една недела пред роденденот на Јулија се роди братчето Јаков. Го добив мојот најдобар роденденски подарок, се радуваше Јулија. Дедо Мраз за оваа година ја исполни новогодишната желба. Таа веќе не беше сама. Имаше братче. Во раните утрински часови на роденденот на Јулија, додека утринскиот воздух се уште не беше загреан од жешкото јулско сонце, таа тивко стана и се приближи кон малото креветче во кое спиеше Јаков. Никој не забележа кога го погали по голото главче и го бакна. Тука во еднособниот стан, во кој сите заедно спија, на малото креветче како во лука, спиеше нејзиното братче, кое долго го очекуваше. Таа беше толку многу возбудена што Дедо Мраз сепак ја исполни желбата и постојано го галеше и го бакнуваше бебето, за да се увери дека тоа е вистина. Дента нејзиниот татко ја одведе во градинка, а таму сите другарчиња и воспитувачките и приредија неверојатна роденденска прослава. Сите и честитаа. Во занималната имаше толку многу балони, црвени, жолти, зелени. Воспитувачката знаеше дека децата сакаат да играат родители, па им предложи да застанат во еден ред женските, а во друг ред машките и да се свртат еден спроти друг, гледајќи се в лице, создавајќи парови. На секој пар му даде по еден балон што требаше да се залепи за нивните чела и да се држи со челото без да се фаќа со рака и никако не смее да падне. Вие сте мајка и татко. Имате бебе, а тоа е балонот. Треба бебето цврсто да го држите и да играте по тактот на музиката. Може да се држите за раце, но не допирајте го балонот. Музиката почна да свири, а децата се смеа и играа со балони меѓу улицата. Јулија концентрирано го стегаше балонот. Дури во тоа и помагаше и Давид, другарчето со кое играа во пар, се додека музиката не престана да свири. Браво, деца! Вие покажавте како треба да се чува семејството низ оваа игра, рече воспитувачката. Ја крена раката со дланката и ги повика. Ајде сега да и го честитаме роденденот на Јулија и да се почестиме од колачите. Кога дојде 3 часот, на вратата се појави татко и на Јулија. Сите деца потрчаа да ја испратат. Тој ден беше посебен за неа. Со насмевка и се заблагодари, поздравувајќи се со другарчињата. Татко ја погали по косичката и тие заминаа на кај дома. Мајка и направи торта и сите заедно ја пеа роденденската песна, а Јаков ги гледаше мирно од своето кревече. Јулија беше благодарна што нивното семејство се зголеми за уште еден член и на овој роден ден таа се сеќаваше уште долго. Август. Сонот на Илин, роден ден во вселената. Илин, момче со остра руса коса. Рече си цел месец размислуваше каде и како ќе го прослави својот 10-ти роден ден. Беше лето, месец август. Сите ученици беа на распуст. Некои другарчиња беа на одмор со своите родители. Кого ќе поканам? Колку другарчиња се тука или отишле на одмор? Загрижено размислуваше тој. Минатата година ги носеше во зоолошката градина. Се сеќаваше дека на вистина сите деца беа преморени од лудата забава со животните,
а времето беше многу топло. Најмногу се забавуваа со мајмуните и со малото кенгурче, што скокаше со кусите предни и долги задни нозе. Пикнато во кожената торба на стомакот на мајка му. Таа летна августовска вечер, пред да заспие, фантазираше за прославата на својот роден ден. Сакаше роденденската забава да се издвојува од сите досега. Низ прозорецот влегуваше жолтеникав оцјај, како одблесок на белата пирничка од полната месечина. Одеднаш си помисли дека месечината може би е совршено место за тоа. Така ќе може да ги допред звездите на небото. Роден ден на месечината. Сигурно сонувам, си мислеше тој. Така фантазирајќи заспа во длабок сон. Сонуваше дека бил космонаут, имал космонаутски костим, организирал голема забава во воздух со вселенски бродови, во друштво на многу звезди и созвездија, па дури и го видел и сонцето. Утрото кога се разбуди се уште не можеше да се ослободи од неверојатниот сон. Почна да им го раскажува на родителите, а татко му тогаш му предложи: ако сакаш, може да ги однесеш другарчињата во планетариум. Во планетариум? Може. Многу убава идеја. Радосно извика Илин и веднаш се фати за работа во потрага по другарчињата. Некој не се јавуваа на телефон. Тоа значеше дека може би отишле на одмор, а некој веднаш ги доби. Ги покани на својот роден ден без покани. Илин никогаш не можеше да им раздели покани на своите другарчиња, затоа што секогаш роденденот му беше за време на летниот распуст. Денот беше како роден за истражување. Групата деца се собра пред единствениот планетариум во Македонија, што се наоѓаше во главниот град Скопје. Не беше како големите планетариуми какви што има во Москва или во Санкт Петерсбург, но сепак беше преубаво да се види нешто ново, да се откријат нови нешта. Набрзо децата се најдоа во затемнитата просторија под екранот на ноќното небо во вид на купола, на кое се прикажуваа сцени од звездите, планетите и другите небески тела. Чичкото што им раскажуваше на децата беше добар познавач на астрономијата, наука што се занимава со движењето на небесните тела, планети, сателити, комети, звезди и галаксии. Тој им кажа дека и Сонцето е звезда што се наоѓа најблиску до Земјата, а месечината е природен сателит на Земјата и им раскажа и за метеорите. Сите слушаа внимателно. Кога подзастана Чичкото, им се обрати на децата и рече: дали некој сака нешто да праша? Што е планета? Праша Илин со голема љубопитност во погледот, фасциниран од она што го гледаше и слушаше. Планета е тело со различна големина и маса, што се врти околу некоја звезда, например, околу Сонцето. Попознати се 8 планети и тоа: Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун, одговори Чичкото, учител, и продолжи: бидејќи Плутон е најоддалечен од Сонцето и е најмала планета во сончевиот систем, тој не се смета за планета, туку за планета џуџе. Значи, нашата Земја е планета? Праша едно другарче. Да, нашата Земја е планета. Трета по големина и е многу блиску до Сонцето, одговори Чичкото учител и праша: дали знаете што е планетариум? Да, извика една група деца. Па ние сега сме во планетариум. Тој ни ги открие загадките на универзумот, одговори Илин и продолжи: ја видовме звездата Северница, созвездијата и многу сме возбудени од впечатоците што ги добивме денес на мојот роден ден. Да, тоа е овој оптички уред со чија помош ние, освен што гледаме слики од звездите и планетите, вие научивте како настанува денот и ноќта, како Земјата се врти околу Сонцето и овозможува да се менуваат годишните времиња, дополни Чичкото учител и го заврши својот час. Додека излегуваа од планетариумот, децата беа како сонливи бубачки. Под влијание на темното небо во планетариумот се тетеравеа по скалите за да стигнат до игротеката што се наоѓаше на приземјето.
Музиката трештеше, а тие се уште под силните впечатоци не можеа да се концентрираат на забавата што допрва почнуваше. Долу чекаа неколку родители и пиеа кафе на масичките. Пристигна и роденденската торта на Илин, направена во вид на планета. Се разлеа роденденската песна. Среќен роденден Илин се слушаше од сечија уста. Сите ме благодарија на Илин што им подари толку убава, возбудлива авантура ни сончевиот систем и незаборавно доживување. Септември. Анимации, кловни и басни. Костадин имаше скратено име. Го викаа Коки. Беше септември, месец богат со плодови, кога се наближуваше неговиот 5-ти роден ден. Коки беше пресладко момче со кадрава коса, која му беше извиткана околу ушите. Тој обожаваше анимации. Без нив роденденот не би бил потполн и како што го замислуваше. Го замислуваше кловнот со црвениот нос и со шарениот костим, што ќе дојде на неговата прослава. Ке направам вистинска атракција за децата ако има кловн на мојата прослава, а тие ќе спобудалат по него кога ќе го видат. Играта со кловнот би била вистинска забава, велеше тој на мајка му. Интересно, рече мајка му и додаде: ајде, да ти ја исполниме желбата, па да повикаме кловн на твојата прослава. Но Коки обожаваше и други работи, па продолжи: ќе биде уште позабавно ако направиме и маски за лице. Колку ќе биде убаво. Ќе има многу смеа, радост и забава за сите. Да, како не, ќе биде многу весело, одговори неговата мајка и продолжи: треба да направиме декорирани колачи со шарени книжни корпи за секого по едно, а може и две. Супер ќе биде, извика Коки и скокна толку високо што успеа да ги завитка нозете околу половината на мајка си и се нурна во нејзината прегратка. На роденденот дојдоа сите другарчиња од градинката. Имаше и други деца, нивни братчиња или сестричиња. Во дворот на малата стара куќа се уште тревата зеленееше, иако беше крај на септември. На дрвјата листовите се бореа да ја задржат својата зеленикава боја, а некои беа до половина пожолтени. Врзни в есенското сонце се уште ги пушташе топлите сончеви зраци. Мирисот во воздухот го најавуваше доаѓањето на есента. Се разлеа детската врева, а музиката со детски песни ја исполнуваше атмосферата со радост и многу детски насмевки. На влезот од старата куќа имаше надпис со шарени букви: забавата е тука. До него исправени како букет цвеќе гордо стоја еден грст балони во различни бои. Пред вратата се појави едно возило што личеше на комбе. Од него излезе еден прекрасен кловн. Многу смешно облечен и нашменкан со силни бои и топчест црвен нос. Имаше зелена коса, налик на марула, целата разбушавена, големи црвени чевли на нозета и црвен бастун во раката. Татко му на Коки го викаше Палјачо. Вревата стивна, а возбудата се појави на сите детски лица. Две постари девојчиња го придружуваа кловнот со боички во рацете и цел прибор за цртање на лицата на децата во нивните омилени ликови од цртаните филмови. Забавата беше незаборавна. Имаше многу смеа и џагор, среќни детски лица и прекрасна торта со есенско обошје. Кога сите се заминаа, Коки почна да ги отвара подароците. И, оп, се израдува. Првиот подарок кој го извади од синото кесе беа басни од Езоп. Второто пак басните од Езоп. Третото пак басните од Езоп. Коки сакаше некој да му чита басни. Книгите со басни му беа најомилени. Ниједна вечер не заспиваше ако некој не му прочиташе барем 2-3 басни. Ги сакаше басните затоа што таму главните јунаци се животните и тие меѓусебно разговараат, се надмудруваат, се лажат, но и вистината ја кажуваат. Во секоја басна секогаш имаше и по една поука.
Така Коки учеше што е добро, а што е лошо и како треба да се однесуваат луѓето за да им се врати со добро. Мамо, викаше Коки, зошто сите ми донесоа книга со басни од Езоп? Кој им рече? Не знам, синче. Ти секогаш и на сите им кажуваш колку многу сакаш басни, па веројатно не се договарале меѓу себе кој каква книга со басни да ти подари? Одговори мајка му. Громогласна смеја се разлеа низ дворот. Ќе им носам сега јас цела година на другарчињата по една книга со басни од Езоп. Кога родителите ќе им ги читаат пред спиење, и тие ќе ги засакаат како што ги сакам јас, размислуваше Коки. Октомври. Роденденски лавиринт. Еден октомвриски ден, кога дрвјата почнуваа да ги фрлаат жолдите лисија од гранките. Кирил полнеше 4 години. Многу беше смешно кога пред некој ден тој ги делеше поканите на своите другарчиња во градинката. Го имаше сгрешено денот, затоа што и самиот си уште не ги имаше научено деновите во неделата. А често и се збунуваше кога зборуваше на темата што е вчера, денес или утре. Затоа воспитувачката реши тој ден да играат различни игри, за да можат сите деца да ги научат деновите во седмицата. Тие веќе научија за 4 годишни времиња и 12 месеци, иако тешко можеа да ги менуваат без помош на воспитувачката. Што правевме тука вчера? Ги праша воспитувачката. Кирил ги крена 2 мали прстиња и одговори. Ние вчера игравме игра, ден и ноќ. Точно така, вчера игравме играта ден и ноќ, со клекнување и станување. А денес што ќе правиме? Продолжи со прашање воспитувачката. Денес ќе го славиме роденденот на Кирил, викна Бојан. Не ми е денес роден ден, утре ми е, малку налутено одговори Кирил. Па ти вчера ни кажа дека утре ти е роден ден, а денес е утре, го разобедуваше Бојан. Грешка, вчера се збунив, денес е среда, а роден ден ми е в четврток, застрамено одговори Кирил. По некое време воспитувачката седна до Кирил и почна да се договараат како да се украси занималната. Се разбира дека ќе има многу балони и украсни ленти, кои мајка му на Кирил ги донесе малку порано во градинка, но Кирил сакаше да измисли игра за сите деца. Па Тивко праша. Учителке, дали може да играме лавиринт? Лавиринт? Од каде сега ти текна лавиринт? Го праша воспитувачката. Дома имам една книга со лавиринти и често го пронаоѓам патот на глувчето до сиренцето, на мачката до глувчето, на лисицата до кокошката и многу други лавиринти. Со моливчето го следам патот и си цртам. Јас многу сакам лавиринти и сакам да играме лавиринт, раскажуваше Кирил. Желбата на Кирил ја подзамисли воспитувачката. Сите деца сакаат лавиринти кога цртаат линии во списанијата за деца. Ама, како тука да се изведе игра? Не можеше да се сети. Најпосле го погали Кирил по косата и му рече: Во ред, душо, ке смислиме нешто според твоја желба. Утредента беше празник за Кирил, но за сите другарчиња од неговата група цветчиња, прославата започна со играта Меморија. Воспитувачката на сите деца им подели по еден бел лист на која со црна линија беа нацртани една топка, едно гранче од елка и еден сув лист од дрво. Цртежите не беа обоени. Потоа им се обрати на децата. На листовите ќе боите со црвена, зелена и жолта боја. Децата почнаа да одбираат боечки, препрашувајќи за боите да не сгрешат, а воспитувачката продолжи: Јас ќе ви покажам 3 предмети во црвена, зелена и жолта боја. Тоа се предметите што се представени на цртежите. Потоа ќе ги скрием. Вие ќе ги запомните боите на предметите и ќе ги обоите цртежите во нивните бои. Така таа извади една црвена топка, едно зимзелено гранче и еден жолт сув лист. Ги покажа и ги сокри.
Децата почнаа да бојат. Толку брзо ги обоија, што и воспитувачката се изненади. Додека децата боеа, неколку воспитувачки почнаа нешто да работат. Столчињата ги редеа во искривени линии, правеа некакви патеки. На едната страна, што прикажуваше цел, имаше масичка со чашки сок. До нив, на другата масичка имаше јаболка, грозје и круши, а на третата колачиња. На спротивната страна имаше неколку влеза што означуваа почеток. Ја играме играта Роденденски лавиринт, викна гласно воспитувачката и продолжи. Ајде, пронајдете ги влезовите. Треба да одите низ патеките на наредените столчиња и не смеете да турнете ни едно столче. Треба да стигнете до целта и да се почестите од роденденските јадења. Постапката може да ја повторите неколку пати. Кој нема да се снајде, да помене низ лавиринтот, ќе остане непочестен. Се разлеа детската врева, сите потрчаа да ги откријат влезовите во лавиринтот. Некои тргнуваа, па се враќаа. Други се лутеа, трети се радуваа, на играта и немаше крај. Се додека не се испија сите сокови и не се изеде се. Ви благодарам на сите. Навистина ми беше многу забавно, рече Кирил. Ноември. Многу гости. Ангела цел ден си мислеше дека не е во ред кога незините родители рекоа дека оваа година треба да се поканат 11 деца на незиниот 11-ти роден ден, па затоа одлучи да покани многу повеќе другарчиња. Долго разговараа со родителите да ги остават сами 4 братучетки за да се забавуваат со нивните другарчиња, а родителите додат барем 2 часа на кафе кај соседите. Така и се случи. Тој ноемврески ден, недела, многу деца ја нападнаа куќата каде што живееше Ангела со нејзините родители и поширокото семејство. На првиот кат живеа нејзините баба и дедо, а над нив Ангела со нејзината сестричка и нивните родители, а на најгорниот кат живееа стрикои со стрина и нивните двете братучетки. Таа беше навикната на многу дружење, затоа што постојано имаше гости во нивната заедничка куќа. Децата дојдаа наоблечени со капи, со шалови, со јакни и ракавици, кои што ги расфрлаа на сите страни. Во предсобието немаше простор за облеката на гостите, затоа Ангела и нејзината братучетка Бисера ги носеа на двата кревети во детската соба. Ги фрлаа едни врз други, при што се направи еден голем брит со зимска облека. Како потоа секој ќе си ја најде својата јакна, си мислеше Ангела. Ајде јакната и така, а на ракавиците? Одеднаш се направи ужасен неред. До бескрај имаше бучава и врева. Забавата започна, музиката ечеше, а децата се растрчаа низ дневната соба. Подароците беа расфрлани на сите страни и по сите соби. Ова беше прв пат да посака незиниот роден ден да го прослави со многу гости, заедно со братучетките кои живееа во истата куќа, без да бидат присутни родителите. Децата се обидуваа да ги уништат речиси сите балони, скокаа високо, ги дофаќаа и ги пукаа. Балоните паѓаа на подот, некои врз јадењето на масата, некои беа заглавени на таванот, некои пукаа како да има експлозија. Па тоа ли е забава, си мислеше Ангела, и одеднаш извика гласно. Оф! Мојата омилена блуза доби парче од торта со зелена боја. Се растажи таа. Кога доаѓаа децата, Ангела на почетокот се восхитуваше на големиот број гости, но кога хаосот во дневната соба каде што сите беа собрани, многу брзо стана поголем од нејзиниот куп подароци, таа се загрижи. Имаше многу тешка задача да ја врати својата куќа во нормална состојба пред да се вратат родителите. Ќе ми помогнете ли да го средам хаосов, ги праша двете братучетки и помалата сестра Марија. Гледаш, сите се заминаа, а ние мора тука да останеме и да ти помогнеме, рече братучетка и Симона. Секоја забава има и добри и лоши страни, одговори Ангела и продолжи да собира отпад од храна, употребени чаши и чинии. Ова беше премногу, навистина се преморив.
а згора на сето тоа, неделата што помина беше полна со роденденски забави, а ќе ги има и следната недела. Декември. Роденден во новиот стан. Денес за Николче беше прекрасен ден. Неговиот 9-ти роденден. Имаше нова фризура и нови патики, што ги доби за подарок од неговиот дедо. Застана пред огледалото, задоволен од својот изглед. Кошулата имаше жолти квадратчиња. И убаво му доликуваше на новите фармерки, кои што пред некој ден му ги купија вујко му Јован. Снегот надвор паѓаше и наликуваше на пирдови што паѓаат од небото, како од некоја голема джиновска бела перница. Снегулките се повеќе се трупаа по улиците. Автомобилите заглавуваа нагоре-надолу, на секаде бела белина. Мајка му постојано му велеше дека е како месечина, постојано сака да гледа се наоколу. Николче сакаше многу да другарува, а немаше многу познати другарчиња бидејќи минатата година се преселија во новиот стан. Исто така го смени училиштето, за да не патува со ранецот на грб подалеку од местото на живење. Оваа година, на прославата на неговиот роден ден, за него се беше ново и непознато. Жолтата боја му беше омилена и го правеше среќен, исто како сонцето што ги тера луѓето да се смеат, да бидат среќни. Во дневната соба се беше украсено во жолта боја. Наоколу беа залепени многу жолти смајли, сликички, што ја правеа собата смешна. Треба постојано да се смееш, особено на твојот роден ден, му велеше мајка му и продолжи. Дали ќе ти пречи да дојдат некои мои пријателки со нивните деца, што ти не ги познаваш? Го праша со мил поглед. Прашањето од неговата мајка му значеше. Се чувствуваше како да е некој посебен, како да е некој важен и дека е значајно неговото мислење. Таа беше самохрана мајка, затоа што со неговиот татко не се согласуваа меѓу себе и мораа да се разделат. Може, зошто да не? Одговори кратко Николче и продолжи да гледа низ прозорецот каде што се собираше снегот на патеките пред зградата. Така на прославата дојдоа пријателките на мајка му со нивните деца. Едно мало девојче побара играчки, па Николче и даде боички и една боенка. На масата имаше многу мали сендвичи за децата украсени со половинки од маслинки и безброј ситни колачиња. Ги поканија и децата од оделението, новите другарчиња на Николче, но за жал не дојдоа сите. Гостите му носеа подароци, а тој постојано велеше: убави подароци, ви благодарам, повторуваше Николче. Мајка му се доближи кон неговото уво и тивко му прошепоти: браво, сине мој, многу си љубезен и знаеш бонтон. Беше многу весело, имаше и деца и возрастни. Секој се забавуваше на свој начин. Се подели и роденденската торта. Кога си отидоа гостите, Николче почна да ги отвара подароците. Имаше многу предмети: маечки, блузи, ракавици, шалчиња. Нема ниту една книга, само тато знае дека сакам да читам книги, си мислеше тој и погасакуваше и неговиот татко да биде вечерва тука. Од детската соба на 5-тиот кат можеше да го види целиот град. Николче застана на прозорецот како да чекаше вечерва да се појави татко му. Одеднаш задзвони некој. Тој истрча кон вратата и ја отвори. Неговиот татко стоеше со еден пакет во рацете. Николче го прегрна силно и викна: тато! Во тој миг тој сакаше да има 9 години за секогаш. Неговиот татко за прв пат дојде во новиот стан откако се преселија. Додека го отвараше подарокот во кој имаше многу книги, мајка му и татко му заедно го расчистуваа нередот во станот. Сега тој се чувствуваше подобро, иако беше доцна навечер и не можеше да ги држи отворени очните капаци. Тој беше среќен и расположен. Ми беше многу забавно и убаво, но јас веќе сум уморен. Може ли да си легнам, запраша гласно. Пред да заспие, мајка му го гушна 9 пати, а татко му исто така му подари 9 бакнежи. Среќен роден ден, најмил сине, во еден глас извикаа тие.
Тогаш Николче им рече: ве сакам подеднакво, и двајцата, најмногу на свет. Децата роденден и слават, постојано прослави се прават. Роденденот со душа се чека, да донесе подароци и среќа. Среќен роденден. Среќен роденден, мило дете. Најубав пролетен цветец. Денес е твојот најубав ден. Денес ти е роден ден. Дувни е роденденската свеќа. Нека ти донесе радост и среќа. Звездите во златни бои. Нека ги исполнат желбите твои. Нека ти се оствари секој сон. Расти среќно во твојот дом. Лицето секогаш да ти се смее, како сонцето што грее. Пеперутки околу тебе да летаат, цвеќиња разнобојни да цветаат. Безгрижно детство да си имаш, безгранична љубов да примаш. На роденденот твој секој да се сети, да летаат балони и шарени конфети. Прославата нека е волшебен свет, а ти најубав и најсреќен цвет. Добри на срцето да ти го краси, кај да одиш, кај да си. Ова книга е подарок мој за најубавиот роденден твој.